Ке зборуваме со доктор Весна Ѓоргиевска, таа е доктор по естетска медицина, а со неа разговараме за влијанието на зимското сонце, за разлика од летното сонце, и дали е потребен заштитен фактор во овие зимски денови, особено доколку одите на планина, и како да ја хидрираме кожата. Добро утро. Добро утро. Докторке, ајде главното прашање. Не верувам дека првата помисла кога ќе излеземе да одиме на планина, ние дека треба заштитен фактор да ставиме. Па дали има потреба да ставаме заштитен фактор? Секако, мислам, навистина ми се допаѓа ова баш прво прашање што го поставивме и прва тема, заради тоа што кога ќе се спомне заштитен фактор и секогаш помислуваме дека тоа треба само во лето да се користи, баш напротив, зимското сонце може да биде и поопасно дури од летното, заради тоа што е многу пониско прво, заради тоа што ние, кога сме на планина, сме повисоко, значи на поголема височина, и заради тоа што настанува една рефлексија од самата бела површина од снегот. Значи, заштитен фактор секако да се користи во зимскиот период. Биде тој со повисока вредност? Значи, во зима може да се користи заштитен фактор со специфик фактор 30. Добро. Додека, ако сме веќе на планина или пак сме правеле некои терапии на лице кои што посебно обврзува да се користи заштитен фактор, може и 50, значи да се користи 50 плюс специфик фактор. Добро, велите, повлијателно е зимското сонце за разлика од летното сонце. Сакате да кажете дека може да направи поголема штета, оти веќе на големо зборуваме за влијанието на ултравиолетовото зрачење, особено во летно време, ама некако за зимското не се дава. Да, меѓутоа, знаете како, ниските температури во зима, значи, доведува до една вазоконстрикција, викаме ние, односно стеснување на крвните садови и така прокрвеноста во кожата, односно исхраната на кожата е многу намалена, редуцирана. Заради тоа потребно е заштитниот фактор да се користи, бидејќи самиот студ, самата температура доведува до едно дехидрирање. Значи, пореметен физиолошки секако, пореметен метаболизам на кожата. Ладното време, кога ќе се поврзе плюс со зимското сонце, значи со ултравиолетовото зрачење, инфрацрвеното зрачење кое што го имаме, уште повеќе допренесува, доведува до прво едно дехидрирање на кожата, второ силно зацрвенување со оштетување на површниот слој на епидермисот и заради тоа потребно е да ја заштитиме. Не само што ја губиме, сериозно ја губиме влагата на кожата, но од друга страна, тоа е секако и една прва, сега веќе се набројува дехидратацијата како прва причина за стрење на кожата. Значи, како прв фактор кој што доведува. Си се забележува и дека здравието се рефлектира на кожата. Точно Ако зборуваме за дехидрација, како изгледа таа дехидрирана кожа? Точно така. Значи, често велиме нашата кожа е огледало на нашето тело и нашата душа. Значи, тоа е еден, да не заборавиме, тоа е најголем орган кој што го има човечкото тело, кој што е директно изложен на надворешни влијанија, но и секако и внатрешни влијанија, значи било кои промени на самиот организам или виталните органи можат да се рефлектираат на кожата. И затоа треба посебно да водиме грижа за нашата кожа, бидејќи таа од една страна е наш заштитен слој, ги заштитува сета внатрешност, сите органи ги заштитува, но од мускули и понатака фасци и сето тоа, но од друга страна кожата пак е еден орган преку кој се врши една детоксикација на телото, значи прочистување на самиот организам. Добро, сега забораваме на таа дехидратација во зимскиот период. Да, добро, ќе се подсетиме за некој месец. Што е најважно? Како да остане хидрирана кожата? Сега во прв ред веднаш тука докторите ќе речат што повеќе вода, што повеќе течности, ама дали тоа е се?
Па не, тоа не е се, значи грижата за кожата, знаете, почнува од најмала возраст, значи уште кога ќе се родиме, тоа да на страна кажеме. ќе ве прашам, тоа на страна посебно. Да, сакав да кажам, значи тоа е спред негата на кожата. Значи хидрирањето, да, сето тоа здрав живот, доволна количина на вода, тоа постојано го слушаме, постојано се зборува. Меѓутоа, хидратацијата на кожа значи да се прво, како што кажавте, да се користи заштитен фактор. Дури јас би кажала да во текот на цела година треба да се користи тој фактор. Значи да направиме еден филм, една површина со која што ќе обложиме кожата и ќе ја заштитиме од надворешното влијание. Често го слушам од страна на докторите. Да, но користењето на високохидрантни креми, посебно богати со хиалуронска киселина, ние знаеме во последно време колагенот, а и сега хиалуронот, е она што е фактички сунгерот во нашиот организам. Ние во нашиот организам ја имаме хиалуронската киселина и тоа е она обвивката околу сите можни органи. И токму таа постојано, таа е како сунгер, таа бара вода. Заради тоа потребно е високохидратантни производи, креми да се користат во текот на цела година и тоа е обично како дневна крема се препорачува. Нокната треба да биде регенерирачка, подхранувачка, секако. Од друга страна, добро е повремено да се посетуваат и центри кои што се специализирани за нега на кожата, каде што стручни лица ќе направиме консултација со нив, ќе направат преглед, така е, проценка, и ќе ни препорачаат доколку е потребно, доколку кожата во тој момент страда од X причини и е потребно, значи, и нешто повеќе да се превземе, дополнителна хидратација. Тоа се сега најновите третмани кои што се работат дури со чист хиалурон, со матични клетки, со посебни техники се вбризгуваат директно, значи, во кожата, во ткивото, во подкожното ткиво, каде што ни е најпотребна таа хидрираност. Колку отиде напред естетската хирургија, може да кажеме, но медицината и општо кога е дерматологијата во прашање, ги споминавме од најмала возраст дека треба да се грижиме. Кога вие советувате дека треба веќе да започне таа грижа, дали можеби еве настрана да го ставиме оној факт и момент дека мајките неограничено се грижат за своите бебиња, дечиња, да ги хидрираат, да ги мачкаат, па тоа се посебни креми и така натаму. Големо внимание се посветува, тоа не е спорно. Но кога ќе влизат децата во тинеџерскиот период, тука мислам дека се случува најголемиот проблем. Точно, како што спомнавме, грижата почнува уште со самото раѓање за кожата и така треба да биде. Меѓутоа има периоди во животот каде што неопходно е посебно внимание да посветиме на кожата, бидејќи доколку знаете како се навреме се превенира или се истретира, не остава последици за понатака. Точно тинеџерскиот период е многу важен и би рекла негде меѓу 9, 10 и 13 години е првиот момент кога треба да го гледаме лицето, да се советуваме со стручни лица, бидејќи тоа е веќе почеток на пубертетот, тука сите жлезди со внатрешно и надворешно лачење работат позасилено и во принцип тогаш ретко гледаме сува кожа, повеќе гледаме масна и комбинирана кожа, заради тоа што лојните жлезди, потните жлезди и сите жлезди, како што кажавме, во човечкото тело имаат една засилена функција. До 18 години, 20, кога веќе ќе се повоспостави таа рамнотежа. Значи, тој е еден период од 10-13 години, како што кажавме, до негде 16-17, каде што треба посебно да водиме грижа. Многу е важно да се консултираме тогаш со стручно лице, значи да се направи консултација, заради тоа што многу често сами превземаат на своја рака нега, она што ќе прочитаа, сега знаете по социјалните мрежи, стварно се нуди се и се што,
и мислам многу често може да се направат грешки, да се користат несоодветни производи. Исто така, еден преоден период е, значи секој период има своја посебна нега, своји специфичности. Меѓутоа, од 20 до 35 години е најубава кожата, можам да кажам, баш процветана. Така, ете, тој е и еден регенеративен период, посебно кај жената. Кога зборуваме за кожа, ние мислиме нормално и кај машката и кај женската популација. Меѓутоа, тоа е еден убав период и тогаш едноставна е негата. Меѓутоа, веќе после 35 години, посебно до 45 години, тука се случуваат тие најбрзи анти-ејджинг промени, кои што треба да ги превенираме и каде што треба повторно една специфична нега да се спроведи, за да после 45 години до 55, да кажеме, имаме исто примена на анти-ејджинг, меѓутоа едно одржување и бенефитите точно после 45 години ќе ги видиме кај таа негувана кожа. Кога ќе бидеме долго изложени, особено ако имаме обврски надвор и е загаден денот, се чувствува загадувањето, некако нема пора, нема некој сегмент во нашето тело и надворешно и внатрешно кој што не го чувствува тоа во текот на денот. Особено на кожата се забележува. Да. Некако изморена, истоштена кожа. Така е, тоа е кожа без сјај, делува уморно, нема свежина. И навистина загадувањето е еден фактор од кој што, како што кажавте, не можеме да се изолираме, секако дека штетно делува како на нашето здравје, така и на кожата, тоа е жив орган, живи клетки. И точно, она што го забележуваме покрај сите останати несакани ефекти од загадувањето, значи забележуваме еден уморен изглед, кожата нема свежина, нема сјај, нормално дека и побрзо старе, меѓутоа, оно што јас би препорачала, барем нешто што можеме да направиме, да ја заштитиме својата кожа, особено да се користат серуми. Серумите содржат многу ситни честички кои што можат да ја преминат дури и клеточната мембрана, посебно серум на база на витамин С. Значи, она што би препорачала, скоро за секого е добро да се користи серум на база на витамин С. Витамин С знаеме дека е силен антиоксиданс, значи тоа нас ни треба, кога имаме загадување, имаме присуство на слободни радикали, штетни честички, од кои што треба да се ослободи нашиот организам и секако што повеќе нормално престојување на свеж воздух, меѓутоа, бидејќи тоа нормално во секојдневието и не е возможно. Не можеме да си го обезбедиме во текот на работната недела, ма еве го викендот. Препорачувам во зимскиот период да се прават така наречени оксижен терапии, тоа се кислородни третмани, каде што се работи со чист кислород. Значи, чистење, тоа е комплетна нега на кожата со чист кислород. И препорачано е дури да се прават во серија еднаш неделно, барем зимскиот период, тоа значи од 4 до 8 терапии. На тој начин, безпрекорно би ја заштитиле својата кожа и од штетното влијание на слободните радикали, но во исто време би ја вратиле свежината и би ја зачувале млада кожата. Значи, под висок притисок на кислород се прави и пилинг на кожата, и внесување на тие серуми длабоко, таму каде што се потребни, и внесување на креми, маски, значи еден комплексен третман со посебен апарат кој што произведува во исто време чист кислород. Со годините треба да се зголемува свеста повеќе за грижа за нас, за нашето здравје. Она што го заклучивме е дека здравието одвнатре се рефлектира на кожата. Така е. Така да треба да постои поголема грижа и нега. Ви благодарам, докторке, благодарам за гостувањето денеска. Се разбира, се гледам и во друга прилика. Секако ви благодарам и на поканата, баш ми беше пријатно и задоволство. Благодарам.